Денес се обележува Светскиот ден за борба против сидата. Во Македонија во текот на годинава се регистрирани 37 нови случаи со ХИВ инфекција, а 20 од нив починале. Ова денеска на пресконференција го истакна Звонко Миленковиќ, национален координатор за ХИВ-сида и директор на клиниката за инфективни болести, кој рече дека во двата случаи станува збор за лица кои се регистрирани во напредна задоцната форма на болест, но кои кратко време по приемот на клиниката, поставувањето на основната диагноза на болеста и по отпочнувањето со одветен третман завршиле фатално. Дел од лицата кои што се регистрирани во овој период се лица кои што по индикација се тестирани, значи лица кои што веќе има симптоми и знаци на болест кои што сугерира потреба од вакво тестирање. Во таква ситуација секогаш без исклучок станува збор за една напредната форма, но степенот на напреднатоста на состојбата секако дека го детерминира и крајниот ишод, односно ефикасноста на вака, дури вака потентна терапија, а потентна се смета онаа која е особено ефикасна кај оние кај кои што се остварува, односно кај оние кај кои што регистрираме висок степен на вирусолошко оптоварување, кој што ми го определување преку мерењето на вредноста на така наречен viral load или вирусолошко оптоварување. По повод Светскиот ден за борба против сидата се одржа и регионален состанок на ХИВ во земјите на Југоисточна Европа. Целта на состанокот е формирање регионален координативен механизам кој ќе работи на одржливост на програмите за превенција, грижа и поддршка од ХИВ, изјави извршниот директор на Здруженијето ХОПС Христијан Јанкуловски. Очекуваме да од оваа средба пратиме јавен апел кон институциите во нашите земји, пред се кон владите и кон донаторите, да ова прашање не остане заборавено и важно да регионот кој што има меѓу најмала стапка на ХИВ, генерално во светот, да остане со оваа стапка. Под мотото "Шизици уживајте без ризици", во Македонија денеска и платформата за ХИВ организираше протестен марш од Министерството за здравство до плоштад Македонија, за кој, како што велат, да дадеме поддршка на лицата кои живеат со ХИВ и да одадеме почит на лицата кои ги изгубиле животите од сида, а воедно и да го изразат нивното незадоволство од донесувањето на скратениот буџет за националната програма за ХИВ.